Заев денес вели апсењата по Шиповиќ продолжуваат. Имате ли информации, индиции кој ќе биде следниот? Знаете, јас мислам дека се тоа шпекулации со кои сака да се создаде атмосфера на страв кај сите. Кај секој од советници, пратеници ќе испратат емисари, пази се, молчи малку. Ама тоа се типични полициски гестови, ама од едно друго време, не од демократско време. Факт е дека некои од првите мегафони на премиерот, омилени новинари кои не ги почитуваат законите, ама никој ништо не може, излезе и кажа Жарновски е следниот. Тој тип на лицитирање создава атмосфера на страв. И јас не сакам ние да му се приклучиме на тој страв. Јас и сите ние ја даваме истата порака. Кого и да го апсат од нас, ние продолжуваме да зборуваме за криминалот и корупцијата на оваа власт. И буквално секој ден излегуваат на виделина документи. Можеби, една од причините зашто Министерството за внатрешни работи толку жестоко реагира контра Општина Центар е заради тоа што од Општината Центар излегоа исто така документи кои што покажаа дека Министерката за внатрешни работи има непријавен стан кој што бил дивоградба и кој што ја легализирал поранешниот градоначалник месец дена ми се чини пред крајот на неговиот мандат. И ова е казна. Ако мислеа дека така ќе ја замолчат опозицијата, погрешија. Документите се пред нас. И тие зборуваат за тоа дека Македонија навистина е една од најкорумпираните земји во ова наше опкружување. И дека криминалот не е поврзан со ситни поединци, туку е поврзан со главата на ВМРО ДПМН и главата на власта. Ако сметаат дека опозицијата ќе замолчи под притисок, ја погрешија работата. Политички аналитичар, прилично влијателен на Саша Ордановски, најави дека ќе има апсење на Бранко Црвенковски и шпекулациите се дека со тоа всушност би се овозможил, инициирал раскол во СДСМ. Кој би застанал за Црвенковски, а кој против? Значи, мислам дека се тие теми, не знам од каде се изворите, знам кој го кажа, не знам од каде е, како да кажам, дали има информации или е предпоставка. Меѓутоа, мислам дека е контрапродуктивно кога шпекулираме со најави, затоа што тогаш им влегуваме во филмот на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН сака сите ние во Македонија да седиме дома, да вртиме со прстите и да викаме дал сум јас следниот. Ама опозицијата има обврска да го крши тој страв. И таа не треба да ја создава атмосферата која што власта само ќе ја злоупотреби. Затоа мислам дека тоа шпекулирање и помага на власта. Вие погледнете како власта ја појачува тезата дека сите во Македонија се прислушкувани. Јас ви гарантирам дека во Македонија нема ни технички никакви други можности сите баш да бидат прислушкувани. Меѓутоа секој граѓанин вели чути не збори по телефон да не ме чујат. Тоа е теза и тоа е страв кој што им одговара само на поединците во власта. Ние не треба да додаваме аргументи во таа приказна. Напротив, со тоа како се однесува опозицијата, со тоа кои информации ги вадиме во јавноста, треба да покажеме дека во Македонија ја заклучивме вратата на стравот. И ние тоа ќе го правиме. Значи, се сеќавам кога излеговме со документите за тоа како Министерката за внатрешни работи за многу куз временски период си го триплирала својот имот и своето богатство, некои луѓе велеа, зарем не ви е страв, ќе ви даде кривична пријава, ќе ви поднесе тужба за навреда. Еве, уште ја чекаме. Документите кога се пред нас, немаме дилеми и нема да калкулираме. Документите се пред нас дека со секоја втора јавна набавка во Македонија се прави криминал. Дека секоја трета јавна набавка во Македонија се склучува помеѓу една фирма и една државна институција. И ние за тоа ќе зборуваме. Ќе апсат, многу луѓе ќе треба да изапсат. Само со таков јасен начин, дека продолжуваме понатаму, може да ја победиме оваа власт. Факт е дека тие сакаат да не изнесат на друг терен. Веќе да не дискутираме на таа тема. Тоа задоволство нема да го направи. Може ли да се победи оваа власт со протести, како со случајот со отпорот, за кој некои од експертите велат, критичари велат дека немате критична маса всушност? Кога си го поставуваме ова прашање и меѓу нас, мене секогаш на памет ми доаѓа еден цитат од Черчил.
Не можам точно да го цитирам, ама ќе го парафразирам. Кога ја започнува војната со Хитлер против фашистичка Германија, тој вели ќе се бориме на поморињата, ќе се бориме на воздух, ќе се бориме на копно, секаде. Нашиот став е дека СДСМ и опозицијата имаат одговорност да бидат подеднакво активни на секој можен план. Таму каде што треба, ќе протестираме. Меѓутоа, политичкиот простор нема да им го препуштиме на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН можеби се нервира, се плаши или се љути за нашите пресконференции во кои што вадиме податоци за нивниот криминал. Ама најбесни се кога ќе излеземе и ќе кажеме ова е понудата на СДСМ. Во нашата програма предвидуваме ваква мерка. Најжестоко реагираат. Затоа што знаат дека кога СДСМ на граѓаните ќе им даде и аргументи зошто да гласаат за СДСМ, дека тогаш ВМРО ДПМН ќе биде најранлив. Нашата обврска е на сите овие фронтови да делуваме. Ќе продолжиме да ја промовираме нашата програма. Граѓаните имаат право да знаат каква Македонија им нудиме, што нудиме, како размислуваме, кои се аргументите во полза на нашите политики. Ќе продолжиме и да ја критикуваме власта за корупција и за погрешни политики. Таму каде што треба, ќе бидеме и на улица. Меѓутоа, далеку од тоа дека еден инструмент и една политика ќе вроди со плод. Не само СДСМ, туку мислам дека и македонската критична јавност ќе полага многу испити во следниот период. Дека имаме и знаење, дека имаме и трпеливост, дека имаме и сила и храброст да ги издржиме тие тестови. Предпоставувам дека да беше ова една демократска власт, правилата ќе беа различни, ќе беа европски. И таа ќе ги изгубеше изборите уште пред неколку години. Меѓутоа, ние имаме работа со недемократска власт, која што ги злоупотребува државните инструменти за да ја зачува моќта. Затоа, само нормални инструменти не се секогаш и доволни. Кој е ненормален инструмент? Па видете, да кажеме дека ќе го ставиме во мирување нашето членство во работната група, например, за спроведување на заклучоците од анкетната комисија за 24 декември, не е вообичаен инструмент. Ние како опозиција сме први заинтересирани таа работна група да даде предлог. Бидејќи ќе се смени деловникот, ќе се воведе етички кодекс, ќе се продолжи дебатата за буџет. Значи, во нормални околности ние би биле првите што треба да бидеме заинтересирани таа работна група да излезе со резултат. Ќе го алармирате Брисел после тој чекор? Веќе алармирани се. Мислам, и овие информации ние ги соопштивме и во петокот, ги соопштивме и денес. Кој е нивниот став? Дефинитивно не сметаат, одамна не сметаат дека Македонија се движи во вистинска насока. Тоа не е поврзано со еден гест, со еден настан. Знаете како? Држави како Македонија понекогаш прават грешки. И тие се подготвени да замижат пред некои од нашите грешки. Она што гледаат сега во Македонија е воспоставување на систем на целосна контрола од страна на еден центар на власт. И тоа не е добро. И тоа го прочитавме во претходните извештаи и на Европска комисија, и на меѓународни организации. Значи, меѓународната заедница ве поддржува во овие потези? Не, секако дека не треба ние да очекуваме таа да каже вие сте во право. Меѓутоа, кога ќе ги прочитате уште од минатата година, ставовите кои што ги има, например, Европската комисија за состојбите во нашето судство, за непостоечката борба против корупција, ви станува јасно дека и тие се свесни за проблемите. Но ние пред се како политичари и ние како граѓани треба да сватиме дека политичките битки дома се војуваат. Никој нема да дојде спасител на Македонија од надвор. Во Македонија ние треба да покажеме зрелост и да отфрлиме вакви автократски... Поинаку би биле протекторат. Па да, поинаку има различни искуства и во нашата околина, ама дајте да не чекаме друг да ја заврши задачата која што е наша. Ако сме ние демократска држава, ако сме ние граѓани кои бараме подобра власт, тоа треба ние да го сработиме. Се разбира дека тука одговорноста и задачата на опозицијата е најголема. Јас не сакам да се кријам зад граѓаните. Меѓутоа, факт е дека оваа власт ја тестира нашата издржливост. Мислам дека тоа го правеа во центар и за време на локалните избори. Значи, секој трик кој го применија во центар им се удри 10 пати од глава. И практично резултатот на третиот круг
беше 3 пати подобар за опозицијата отколку Ќе го во изгубите првиот. ли центар на крај? Јас мислам дека власта која што се загрцна на центар на локалните избори, уште еднаш ќе падне на тестот на општина Центар. И убедени сме дека во општина Центар ние ќе покажеме дека опозицијата има и моќ, и сила, и инструменти да ги зачува граѓаните од лошата власт. Ви благодарам за интервјуто.